Северна Македонија. Со оглед на тоа, што пред мене имаше многу дискутанти и да не би се повторувал, мојата дискусија ќе има малце поинаков тек и содржина. Најнапред би сакал да потенцирам дека како председател на партијата на пензионери и пратеник ќе дадам потполна поддршка на предлогот за избор на влада, особено што сум длабоко убеден дека сите предложени кандидати за министри се компетентни личности да одговараат на своите задачи во ресорите што ќе ги водат и ќе внесат свежина, нова енергија во действувањето на владата во реализација на програмата која треба да обезбеди надминување на предизвиците, засилен економски раст и подигнување на животниот стандард на сите граѓани. Своето убедување го подкрепувам со фактот што владата ќе ја предводи Димитар Ковачевски, човек со импресивна биографија и кариера, со големо работно и животно искуство и колку што ја знам, со безпрекорна, чиста семејна биографија. Токму затоа тој веќе има голема поддршка меѓу граѓаните во државата. Во оваа прилика, исто така сакам да го искажам моето почитување и поклон кон министрите од претходната влада, предводена од премиерот Заев, кои во историски најтешки услови успеа да се справат со здравствената и енергетска криза и успеа да реализират речиси 70% од проектите. Во мојата дискусија ќе се задржам што очекува партијата на пензионери од новата влада. Прво, од социјален правен аспект, имајќи во предвид здравствената и енергетска криза со кој се соочува земјата, партијата на пензионери очекува да се изнајдат реално остварливи законски решенија за подобрување на материјално-социјалниот статус на пензионерите и сите маргинализирани општествени групи, и тоа што е можно покус рок, како и нивната положба во доменот на здравствените услуги со фокус на припадниците на најранливата група пензионери кои имаат пензија под износот од просечната пензија. Поради брзиот раст на минималната и просечната плата, односот на просечната плата и просечната пензија и минималната пензија и минималната плата моментално е нарушен. Токму затоа, партијата на пензионери има подготвено предлог во две варијанти, кои би сакале да ги усогласиме со владата и што е можно побрзо да извршиме измени и дополни на постоечкиот закон за усогласување на пензиите и пензионерите од 1. јануари оваа година добијат пристојно зголемување на пензиите, како би се ублажила разликата помеѓу просечната плата и просечната пензија и минималната плата и минималната пензија. Во врска со напред кажаното, партијата на пензионери очекува исто така воредни финансиски помошти на пензионерите како што е во другите земји во соседството. За ова наше очекување постојат реални услови, бидејќи финансиската состојба на ПИО може да издржи зголемување на пензиите. Токму затоа пензиите редовно се исплаќаат, дури и пред време, а трансферот од централниот буџет кон фондот се намалува во континуитет и сега на крајот на 2021 година тој изнесува 37,3% од купните приходи во фондот. Длабоко сум убеден и сигурен дека идната влада предводена од премиерот Ковачевски ќе приреди пријатно изненадување за пензионерите и ќе влезе во историјата како влада која има најголемо разбирање за проблемите на пензионерите. Понатаму, очекуваме да се спречи дискриминацијата на пензионерите од страна на банките за давање на кредити, намалување на се побројните провизии за се и сешто. Да се спречи дискриминацијата на пензионерите од страна на осигурителните компании при осигурување на постари лица. Посебно
да се укине повисокото должничко осигурување од автоодговорност кое се спроведува кон луѓето постари од 65 години, бидејќи тоа го нема во соседните земји, а во многу земји премиите за постари возачи се преполуваат. Исто така, очекуваме субвенции за сместување во пензионерските домови и контрола и спроведување на критериумите за сместување во нив. Локалната самоуправа очекуваме да изработи социјални карти и да се планираат системски мерки за продолжена нега на изоштени стари лица. И конечно, очекуваме со новиот закон за служба во армијата да се предвиди и точка за усогласување на пензиите на припадниците на армијата кои заминале во пензија пред 2020 со пензиите на нивните колеги кои заминале после 2020 година. Во врска со здравствено-социјалните прашања, очекуваме зголемување на лимитот за ослободување на пензионерите од партиципација за болничко лекување на 18.000 што беше порано обеќано, а понатаму да се оде на тотално ослободување на пензионерите од партиципација во здравство како што било порано. Македонија е на врвот во Европа по издвојување на средства од свој џеб за лечење, а тука најпогодени се пензионерите со ниски пензии. Очекуваме исто така субвенционирање на лечење на пензионерите во приватни болници кога е тоа изнудено од виша сила, епидемии, немање капацитет и така натаму. Проширување на правата во стоматолошка заштита за која пензионерите издвојуваат доста средства. Министерството за здравство да почне со изработка на нова листа на лекови на товар на фондот, бидејќи постоечката е од пред 15 години и тоа е светски рекорд. За процесот на изработка на таква листа би сакале Комисијата за здравство од партијата на пензионери и Сојузот на пензионери да биде вклучена. Исто така да очекуваме да се обезбедува навремена набавка на лекови за пациенти со ретки болести. Сега има од некои проблеми околу тендерот за набавка на такви лекови. Поширок опфат на пензионери во бесплатна вакцинација на сезонски болести како грип, а во иднина можеби некои други болести. Министерството за здравство во соработка со локалната самоуправа да преземе мерки за здравствените установи по потреба да се приспособат просторно за да возложат лесен пристап на постарите лица до амбулантни дијагностички центри и слично. Во надворешната политика, со оглед на тоа дека членството во Европската Унија е наша деценијска стратешка цел и за неа не постои алтернатива, со Република Бугарија треба да бараме решение кој ќе почива на нашата резолуција која усвоивме овде во Собранието, поддржана од сите партии, а која ги дефинира нашите црвени линии. Токму затоа очекуваме што е можно побрзо да упатиме амбасадор во Република Бугарија. Партијата на пензионери исто така ќе ги поддржи сите организирани мерки и активности во борбата против корупцијата, непотизмот, клиентализмот и владење на правото, без оглед од кого ќе бидат предложени тие мерки. Во таа насока очекуваме што е можно побрзо да биде донесен закон за потекло на имот, за кој веќе постои нацрт верзија. Исто така ќе го поддржим и предлог законот за испитување на монтирани судски предмети. Како партија ќе ги поддржиме сите закони и мерки за департизација на армијата, полицијата, дипломатијата и целокупната администрација. И завршувајќи, сакам да кажам, како коалиција имаме стабилно мнозинство и не треба да подклекнуваме на уцените на опозицијата за одење на предвремени избори, која користат во секоја прилика за барање предвремени парламентарни избори, проследено со бројни обвинувања упатени
кон власта базирани на лаги, полувистини и филувани вистини. Ја користам приликата на новата влада да ја пожелам многу успеси во реализација на предвидената програма. Благодарам.